Ке влијае ли одливот на еден пратеник од ЗНАМ кој го напушти парламентарното мнозинство и врз планот за реконструкција на владата кој на Илинденска се крчка, а како што најави премиерот Христијан Мицковски, не се исклучува можноста и за нов владин коалицијски партнер. Откако се повеќе во јавноста кружат информации дека и села има апетити за да влезе во владата, а пак Мицковски додаде дека се е во игра, иако не прецизираше дали ќе има промени во ресорите на коалицијските партнери, откако вчера и министерот Лимани се изјасни како дел од владата, но не и од коалицијскиот партнер вреди. Мицковски денеска дециден, кога ќе седнат на заедничка маса со коалицијските партнери, ќе ги изнеле нивните ставови, но и ќе ги слушнале оние на коалицијските партнери. Предпоставувам што мислел министерот Лимани, ќе го прашате него, тој ќе ви даде одговор. Инаку ја привршуваме внатре партиската реорганизација, очекувам овој месец да ја завршиме и во јуни да се посветиме на, би рекол, усогласувањето на ставовите за како ќе изгледа владата во иднина. Ние како коалиција предводена од ВМРО ДПМН на тие преговори ќе излеземе со наш став и тој став пред се должи на нашите анализи, би сакале да ги слушнеме и ставовите на останатите коалициони партнери и се надевам дека како стратешка коалиција и понатаму ќе продолжиме успешно да ја водиме македонската влада. Од ЗНАМ пак во неколку наврати посочија дека заминувањето на пратеникот Цеков е негова лична одлука, но како што тврдеа мандатот им припаѓал на граѓаните. А денеска пратеникот од ЗНАМ Даниел Стојчевски, одговарајќи на новинарско прашање дали може тој ќе го следи примерот на Цеков и да замине од ЗНАМ, само додаде дека тоа се шпекулации. Апсолутно тоа се шпекулации, гледате зад кој пут стојам. Јас сум актуелен председател на општинската организација на движење ЗНАМ во Куманово, дел од пратеничката група на движење ЗНАМ и гледате денеска тука стојам пред вас и сами можете заклучите каде припаѓам јас. СДСМ пак во едно од партиските соопштенија денеска со реакција во која, како што велат, се топи гласачката маса на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, наведувајќи: ВМРО ОКГ е во слободен пат, загубија над 150.000 гласови поради неисполнети предизборни ветувања, неспособноста да ја води државата, економскиот раст и корупцијата. Мицковски и неговата криминална организација знаат дека времето им истекува, затоа брзаат со изјави кон предвремени избори и истовремено се обидуваат да ја дестабилизираат единствената опозиција. Покрај темите за коалицијските комбинаторики повторно се актуализираше и онаа за предвремените избори, откако премиерот Мицковски рече дека тие ќе бидат наскоро, за потоа да се објаснува и да вели дека целта е да бидат во редовен термин во 2028, иако не ја исклучува како опција и 2027. И дел од партиите од албанскиот блок се изјаснија како спремни, откако Таравари го повика Мицковски веднаш да распише избори и да се распушти парламентот, а пак ставот на Дуј беше дека чекаат со нетрпение и дека се спремни кога и да се случат изборите.